Патрик Амбасо доставува во населбата Хурлинген во Најроби. Неодамна се префрли од моторцикл на електричен велосипед. Таткото на 8 деца вели дека велосипедот не само што му ги подобри условите за работа, туку и ја зголемил неговата заработувачка. Електричните велосипеди ја олеснија испораката и транспортот. Тоа значително ги намали трошоците за бензин за мотоцикли. Велосипедот има добра брзина и може да се вози на секаде, дури и на места каде што мотоцикл нема пристап. Доставувањето со моторцикли, наречени бода-бода, е вообичаено во Кенија. Минатата година, кениско-холандската компанија EB Африка започна со продажба на електрични велосипеди и велосипеди за транспорт во Кенија, Уганда и Руанда, за испораки, но и за рекреативно возење. Во Кенија велосипедите чинат меѓу 580 и 740 долари. Од EB вела дека досега имаат нарачки од повеќе од 800 велосипедисти во Најроби кои се откажале од своите моторцикли. Извршниот директор Стен Ванденхем вели дека целта е да се забрзе усвојувањето на екотранспортот во субсахарска Африка за да се зголемат приходите и да се намали загадувањето. Потенцијалот за заработка на луѓето кои вршат достава со многу мили е прилично низок. Прилично е скап, имајќи ја предвид цената на бензинот. Електричниот велосипед е 2 до 3 пати поекономичен. Електричните велосипеди придонесуваат за почисти градови. Електронските велосипеди, кои што се дизајнирани, составени во Кенија, се напојуваат со батерии. Достигнуваат брзина до 32 км на час. На возачите им препорачуваме да ги донесат велосипедите на сервис по 800 км возење. Можеме да сервисираме дали на сопирачките им е потребно прилагодување, дали брзините се менуваат правилно и дали велосипедот е безбеден за возење. Како што африканските градови продолжуваат да се развиваат, Ван дер Хем од компанијата EB вели дека создавањето велосипедски патеки на патиштата и друга инфраструктура за немоторизиран транспорт ќе биде клучно. Планираме да имаме 1 милион велосипеди на патиштата, а со тоа што имаме толку многу велосипеди, влијанието за намалувањето врз економијата на јаглерот е огромно. Тоа ќе биде 6,5 милиони килограми јаглерот помалку. Згора на тоа има и економски придобивки, бидејќи ќе отвориме повеќе од 200.000 работни места. Експертите велат дека глобалното движење кон електрична мобилност е од суштинско значење за минимизирање на климатските промени. Додека доставувачите со електрични велосипеди во Африка, како Амбасу, може да ги истакнат придобивките, инфраструктурните предизвици се уште остануваат во овој континент.